утро и добре дојдовте во ова понеделничко издание на Магазин, а работната недела ја започнуваме со младата и уникатна пејачка Дорис Ди. Ја промовираме новата песна Земјо моја со видеозапис, ни раскажува и за еминентниот тим од автори со кого соработувала за истата музичка numера, како и за следните планови и настапи и во кој правец ќе се движи кариерата, дознаваме во продолжение. Добро утро, Дорис, и добре дојде повторно во Магазин. Добро утро и благодарам на поканата. Драго ми е што после неколку месеци се гледаме ете сега за еден нов проект. Како си ти задоволна од промоцијата и тоа како помина? Искрено искуството беше преголемо. За мене секоја подготовка во однос на снимањето на спотот, како и самата песна, нели, во студио помина преубаво, нели, кога работиме со луѓе кои што имаат позитивна енергија, нели, самиот процес ќе се одвива така. Да, верувам, ќе продолжиме секако да зборуваме за најновиот проект, за кој ти честитам и јавно. Благодарам. Но пред да продолжиме, имаме кратка игра да избереш меѓу повеќе работи или што би избрала? Може. Концерт во дискотека или во филхармонија? Филхармонија. Настап на Евровизија или The Voice? На Евровизија. Би снимила рап или фолк песна? Ова прашање. Па најверојатно и тоа, сакам да експериментирам повеќе работи. Да? Да. Би снимила може би дует со некој фолк музичар или рап? Да, би снимила. Да, добро. Кога сме кај Евровизија, дали тоа од секогаш ти било желба и како малечка си се замислувала на таква сцена? Од мала, не знам, откако што знам дека јас пеам, и уште пред да се занимавам професионално со пењето, нели, пред да одам на часови кај моите две менторки Јана Дудовска и Андријана Јаневска, мојата желба беше да настапувам на Евровизија, да представам, нели, мојата Македонија. Да, би се пријавила, значи, во скоро време, да, доколку нели Македонија биде дел од Евровизија. Со каква песна би сакала? Си размислувала за тоа? Некоја брза, динамична или побавна балада? Па, сакам. Јас замислувам како еден дел да биде поспор, потоа да има некој дел подинамичен, да биде балада, рап, нешто така измешано. Со некој премин кој ќе оди од побавно кон побрзо или од побрзо кон побавно, така е. Во однос на новата песна пак, впечатоците ми ги кажа накратко на почеток, промоцијата веќе помина. Имаше колеги музичари кои што те поддржаа таму? Да, таму имаше многу новинари, исто така преубаво си поминав и таму, во секое поле беше преубаво, предзадоволна сум од се и од целата промоција. Да, има поддршка од поискусните музичари и од оној тим со кој што работеше? Да, имав. Да, за помладите музичари, нели? Да. Со кој тим работеше, можеш да ни ги кажеш и да ни ги откриеш сите имиња и како дојде до соработка токму со нив? Најпрвен ќе кажам, идејата за песната беше од мојот татко, всушност, нели, за целиот проект, уште пред неколку години кога ми ја предложи, јас го доживев како еден недостижен проект, нешто што јас не можам да го остварам, нели, да биде мое. Но ете така, желбата е преголема, Господ ќе ги намести коцките и ќе ги спои вистинските луѓе во вистинското време. Уште пред неколку месеци, додека зборува мојот татко и нашиот легендарен текстописец Огнен Неделковски, зборува на тема за препев на стари македонски или, нели, југословенски песни во помодерен стил, како оди тој процес, и тогаш Огнен споменува дека има текст, всушност е македонската верзија на песната Земјо моја од Исмета Крвавац, која што има изведено во 1985 година со групата Амбасадори, а тој текст бил спремен уште пред неколку години за некој друг пејач, но ете не испаднал тој проект. И само што нели му кажа дека го има тој текст и едноставно тоа беше моментот кога еден мој сон премина во реалност. Да, зашто мислеше на почеток дека е недостижно тоа? Па на тоа што самиот композитор е Кемал Монтено и е врвен југословенски композитор и мислев дека никогаш не би можела да стигнам до него. Да, така, овде работеше и Огнен Неделковски, Николче Истомицевски. Да,
Николче Мицевски беше моја желба. Добро. И кога дојде до прашање кој да биде аранжманот дома, јас реков Николче Мицевски. И моите се согласија и исто така и со Николче Мицевски имаме преубава соработка, иако не сме соработувале претходно, нели пред овој проект, многу брзо се споја некако хемиите и го направиме тоа што го направиме. Да, така е, се поврзавте. Да. Ги видовме и слушнавме некоите инсерти, дел од видеозаписот, па на кои се локации снимавте исто? Спотот е снимано од страна Фабрика Продакшн, Фабрика Продукција, голем поздрав од нив. Морам да бидам искрена, сценариот и режијата беа од идеја од страна мојата мајка. Таа ги напиша и тоа ми помогна многу полесно да се снајдам во секој дел од тие кадри, всушност да ги изведам на највисоко ниво или да ги одлумам. Местата кои што се снима се прикажани природните убавини на нашата земја, како Стара Скопска чаршија, Скопското кале, етно село, како и кадри од градовите Гостивар, Битола и Охрид. Така, во однос пак на сценариото за видеоспотот, кажа дека твојата мајка помагала и таа имала првичната идеја. Колку е тоа предност кога работиш со своји луѓе, со блиски луѓе, и твојот татко и твојата мајка, колку значи тоа кога се изработува еден проект? Искрено за мене значи многу, поради тоа што постојано вежбавме, постојано се договаравме како, во кој дел кај да биде и тоа ми помогна навистина многу. Имаш ли ти некои желби да оставиш некој свој печат или удел во видеозаписот и во целиот проект? Да, моја желба беше да се даваат разгледниците на повеќе места и во тие разгледници се прикажани деловите од Гостивар, во едната разгледница, другата е Охрид, манастирот во Охрид, а во третата беше Старата Скопска чаршија. Така, учествува и повеќе луѓе во самиот спот, гледаме. Да, учествува 8 деца. Тоа беше замислата поради тоа што нашето знаме има 8 краци. И преубаво испадна. Дел од тие дечиња е мојот брат. Исто така и моите братучетки, како и децата на моите куми, така целиот спот беше фамилиарно направен. Исто така и Фабрика Продукција се моја фамилија. Да, колку години има твојот брат? Кој што го спомна дека исто во спотот? Сега на 16 април направи 12 годинки. Така, да, помале. Неколку години. Неколку годинки. Разлика. Колку години имаш сега во моментот? 16. Добро, да. Знам дека и минатиот пат кога беше зборувавме за годините во смисла на тоа дека имаш доста постигнато за толку кратко време и некако брзо исплива на површина твоето име и во јавноста одекна со сите оние претходни песни кои што ги имаш и фестивалски настапи, патување и во странство. Да. Настапи во странство, па има ли такви планови за оваа година да се појавиш на некој фестивал? Имаш ли некоја песна која што сакаш на таков начин да ја објавиш? Во скоро време ќе објавам повеќе песни, всушност повеќе проекти. Утре влегувам во студио во студиото на Андријана Јаневска, каде што спремаме нова песна. Искрено песната беше моја идеја, всушност стилот на песната беше моја идеја, да биде на помодерен стил, да биде така позабавен, па се надевам дека ќе им се допаѓа на публиката. Така. Кој ќе излезе во етер. Што значи ова е една најава за цела година, што ќе се случува понатаму. Планираш некој албум да биде сето тоа заокружено, спакувано во албум? Па до крајот на годината мислам дека веќе ќе имам заокружено еден албум. Со сите овие песни и проекти кои што ќе бидат завршени до тогаш. Има и други некои преработки на постари песни, познати, нели, македонски, југословенски, како што кажете, или се ќе биде комплетно нова? Овие проекти кои што ги спремам сега се лично мои авторски песни, а за буднина би било многу драго доколку, нели, направам уште еден таков проект како овој. Да, имаш некоја песна во глава која што би сакала да ја преработиш на ваков сличен начин како Земја моја? До сега немам размислувано, ама ќе видиме. Како што кажа и за оваа песна, нели? Да. Одамна тлеела таа желба во тебе да се оствари. Да.
да ја отпееш и оваа песна, па затоа мислев дали има уште некои други кои што ти се желба за во иднина. Спомнајте југословенска музика, дали со таква музика и ти си растела, си слушала уште од малечка? Што е она што си слушала уште од најрана возраст? Уште од малечка слушам различни стилови на песни. Не сакам да се адаптирам само на еден стил и да ги запоставам другите. Како што викаат моите другарки, слушаме музика од пред 2000 години и пред еден ден што излегла. Да. Немам некој мој стил на песни кој што така сум ги слушала, како што реков, имам слушано и до ден денес слушам англиска, југословенска, балканска, секаква слушам. Да. Шпанската многу ја обожавам. Така сакаш и да пееш на различни јазици? Да. Тоа многу ми лежи, всушност многу тато што вика имаш дарба на мене да пееш песни на различни јазици, всушност многу добро го детектирам дијалектот, нели, на нивниот дијалект на тој јазик. Да. Тоа е доста битно, тука се гледа она умешност да го пренесеш токму јазикот кој што не е мајчин. Да. Имаш пеено исто настапувано на фестивали и надвор од Македонија. Во кои се држави си била или си учествувала? Имам настапувано во Италија, на ВАВ контекст исто така учествував, тука што се одржуваше во Скопје, Voice of the Stars, во Хрватска учествував и на многу други интернационални надпревари. Имаш можеби желба и за некоја земја допрва да се представиш или некој надпреварување, некој шоу каде што не си била досега? Сакам да Санремо во Италија. Тоа ми е така втора желба после Евровизијата, но е така како ќе ми биде пишано така. Така, значи прво сепак Евровизија на прво место. Секогаш што станува, да. Дали и оваа година би се пријавила можеби на фестивал тука во Македонија или надвор од нашите граници, затоа што си познати по тие фестивалски настапи? Оваа година ќе гледам да аплицирам повторно на Макфест, да учествувам со моја авторска песна. Исто така ќе учествувам и на Охридфест. Сега за наредни фестивалчиња ќе си покаже самото време. Добро, но веќе има планови за оваа година. Ете, тука и Макфест, тука и Охридфест ќе се разликуваат во однос на жанрот, сценскиот настап или веќе... Мислам дека да. Доста ќе се разликуваат. При тоа што едната песна која што ја спремам е на помодерен стил, а пак другата е по баладична песна. Така. Колку мислиш дека сценскиот настап е важен? Колку обрнуваш внимание на тој дел? Секако талентот е пресуден или гласот, но да се вклопат сите работи за да парчето изгледа комплетно на сцена. Како беше прашањето, извинете? Во однос на сценскиот настап, да. Во однос на сценскиот настап. Па мислам дека после гласот, нели како пеач, тој сценскиот настап е на второ место. Исто така, а можам да издвоам дека и пред гласот, што приметува публиката е самата харизма на човекот. Нели доколку се нема харизма, не се спојува така лесно пеачот со публиката. И тоа е највеќе што го препознаваат, но ете сценскиот настап е веќе, нели, веќе друго кое што ја прави самата атмосфера на концертот или пак на самата сцена. Да, но ја чувствуваат пред се енергијата на изведувачот и како што кажа харизмата. Да. Дали мислиш дека кај младите изведувачи нели во денешно време е присутно тоа, тој некој X фактор, таа харизма, таа енергија, според што се слушаат најмногу и се одбираат музичарите кои што ете ќе ги слушаме, ќе ги гледаме, ќе ги почитуваме? Можам да го издвојам Јаков Јозиновиќ, кој што има доста преголема харизма и навистина тоа му помогна да се наоѓа нели каде што е сега на таа голема сцена. Да. И затоа кажувам дека е многу битно да се има нели една харизма, односно нели таа енергија која што ја приметуваат публиката. Го слушаш и ти, беше на неговиот концерт? Бев, преубаво беше. Да. И се гледаше нели самата, како што реков, самата и енергија и негова, како и на публиката која што дава.
Да. Забележуваш ли поддршка помеѓу младите изведувачи, новите изведувачи, оние што допрва градат кариера и се на пат кон уште поуспешна кариера? Се поддржувате ли? Има ли разговор, дружба? Да, можам да кажам дека тоа например мора да биде на прво место, нели да се поддржуваме едни со други, иако понекогаш мора да се гледаме како конкуренција, нели во однос на некои надпреварчиња, но сепак најпрвин да е дружбата, нели дружењето позади сцена, како и после нели настапот. Да. Какви, например, од овие понови музичари, кои ги слушаш, да речеме, каков тип на музика, дали рап, поп? Искрено ми се допаѓа стилот на пење, односно на изведувањето на песните на Антонија Гиговска. Сакам таков жар на песни, исто така и можам да изведам и Александра Јанева, како и Теја Трајковска. Така, да. Андријана Јаневска, бидејќи со неа кажа дека комуницираш и те подучувала низ годините, дали и од мала си ја слушала и си сакала еден ден да ја запознаеш? Да, од мала сум имала желба барем да ја запознам, но дојде време каде што таа стана моја менторка. Да, колку години веќе те подучува и е твоја менторка? Со неја соработувам од 2021 година, значи некои 4 години, така му иде? Да, 4 години. Уште нема направено опет. Да. Колку значи тоа вежбање и одржување во форма, нели, ради гласот, пењето, да биде тоа константно, секојдневно или колку време е потребно? За гласот да се развие и да биде на точна позиција, мислам дека потребно е секој ден да се вежба, барем по 1 час, всушност по максимум 1 час, при тоа што не мора преголемо оптеретување на гласот, нели не е здраво за истото. Во однос на часовите, нели во зависност од дали имам некои настапи претходно, односно потоа, па нели да се видиме дали на онлайн или пак во живо. Исто така, да кажам, ваквиот начин на договарање повеќе го имам со Ана Дурловска. Пред настап, нели повеќе да се фокусираме технички на пењето, за разлика од Андријана, си имаме константно. Да, така, во однос на настапите кои што ги спомна, дали сакаш во иднина да бидат и тие настапи и клубски повеќе или каква замисла имаш? Знам на почеток спомнавме и филхармонија кога зборувавме, но каква цел имаш, каде да настапуваш и колку често? Па како што реков, повеќе сакам на концерти, всушност на отворена сцена. Не се гледам како некој што ќе се насочи да пее во дискотеки или пак во некои клубови. Повеќе ја сакам таа отворена за публика голема, како концерт. Тоа ми е. Всушност, мојата желба во иднина е да си правам мои концерти со мои авторски песни. Да. Не од оние, да речеме, почести, туку можеби и поретко да се случуваат настапи, но да бидат се поголеми. Поголеми, така, јасно, и на отворена сцена. Да. И тоа е убаво. А си наишла ли некогаш можеби на затворени врати од страна на музичка продукција или на колеги, бидејќи спомнавме конкуренција, па дали знае понекогаш тоа и да биде пречка конкуренцијата? Дали постои завист, љубомора можеби од страна на некој музичар или воопшто во музичкиот свет кај нас? Жалосно е денес тоа што луѓето, освен што не се радуваат на лошото, почнаа да не се радуваат и на доброто. Како што рековте, кога има поголема конкуренција, кога се гледа отскокнување кај некој пејач, но не само и пејач, во секое поле, дали на уметноста или пак во нешто друго што е тој на прво место, мислам дека се забележува она мала љубомора, мала завист, но мислам дека се треба да се трудиме или да се радуваме на туѓата среќа. Да. Тоа е кога човек нели тргнува од себе, па можеби од другите го очекува истото, но и така како што кажат има различни ситуации. Знаело ли на пример да те погоди некој коментар, дали дошло до тебе некој коментар или некоја реакција не толку позитивна, да си слушнала нешто, да дошло до тебе и не ти се допаднало или едноставно ги надминуваш веќе тие работи?
До сега сум имала многу такви коментари, дали позитивни или пак негативни, како и критики, но гледам критиките да ги прифаќам од луѓето кои што навистина знам дека се професионални во тоа и дека навистина знаат за што ми зборуваат и дека сакаат да ме насочат на позитивна насока, за разлика од оние кои што само сакаат да дофрлат, ги избегнувам. Навистина, мислам дека не се потребни поради тоа што, како што рековте, на крајот на денот се почнуваме од самите себе и доколку се задоволени од самиот себе, нема потреба да го или да ги слушаш, да го слушаш оној back voice на другите луѓе. Да, како што кажа, освен од оние што навистина значат, па да е тоа некоја конструктивна критика за позитивна промена, а не само дофрлување или негативни коментари колку да се напишат по секоја цена и без некоја реална причина. Колку само да те направи да се чувствуваш неудобно, неубаво во моментот. Да. Во однос пак на учењето и оние обврски и со музиката настрана, како успеваш сето тоа да го вклопиш, да го избалансираш? Јас учам во средното медицинско училиште Панче Караѓозов, по струка фармацевт. Искрено беше идеја на тато и негова беше желба. За фармацевт? Да, за фармацевт. Но мислам дека не треба да се има план А и план Б во животот. Сега како го балансирам, кога се сака нешто, за се наоѓа време. Но секогаш кажувам, пеењето за мене на прво место, планот А и тоа што ми го исполнува срцето и што ме прави среќна. Се пронајде ли во она што го предложил твојот татко? Фармација и медицинско училиште? Па повеќе се пронајгам во музиката, морам да признам, но добро се снаоѓам и во медицината. Да, добро, тоа значи дека патот понатаму ќе го продолжиш во таа насока или музичка академија? Па немам размислувано до сега. Не знам, ќе видиме како ќе видиме. Да. Ама што и да одберам на факултет, односно понатаму, што и да одберам од моите идени планови, музиката секогаш ќе биде до мене. Така е, она примерно кој што вистински, како што кажа, го сакаш. Од која возраст, подсети ме, почна да пееш и да... Од мојата 10-та возраст. Почнав во академијата кај Ана Дурловски, Игор Дурловски. Секогаш кажувам, за мене Ана Дурловска е мојата втора мајка и така ќе остане. Да. Притоа што многу работи имам научено од неа, како и техника, па се до однесување или на сцена, но и најпрви напред се да се биде човек. Така е, што велат менторките за најновата песна? За твоето ново... Воодушевени се, премногу им се допаѓаше и на Андријана и на Ана Дурловска. Да, значи и од нив имаме убави коментари за Земја моја. Да. Пред да го погледнеме и видеозаписот за Земја моја, да имаме прилика целосно да го види публиката, имам уште една кратка игра и предизвик. Може. А тоа е да се доврши реченицата. Приватно се разликувам од таа што сум во јавност по... Што можеш да ни откриеш за приватно каква си или во однос на тоа што се прикажуваш јавно, дали има воопшто некоја разлика, нешто што публиката не знае за тебе? Мислам дека не. Иста сум, како што сум во приватниот, така сум и во оној публициран свет. Така, да. Поради тоа што треба да останеме онакви природни какви што сме, не да се правиме нешто што не сме. Да, ете, затоа не можеш и да се затоа не можам да се одлучам што да одговорам. За нешто, да. Ама треба се да се дојде природно, како и во приватниот, така и во светот пред публика. Да, што значи публиката има вистинската слика за тебе и каква си приватно, тоа е истото што го гледаме и пред камерите. Да. За тебе. Најмногу се смеам на... Најмногу се смеам на најверојатно филмови кои што имаат голем хумор. И оние глумци кои што знаат да го прикажат тоа. Така, зборуваш за наши можеби или за странски? За странски. Дали се тука и стендап комичари?
Нивни Да. настапи или само филмови комедии? Исто така, многу ги обожавам Тино и Атанас. Преубава атмосфера знаат да направат и може тие се така number one што знаат како или како едни комичари да ме направат така стрекна. Да. И имаме уште една реченица, кога би можела кај себе би сменила Да не доцнам многу. Дека многу доцнам. кога ја себе не сум забележала кога за работа во прашање не си доцнала за емисија. За во емисија не, ама за други работи навистина знам, бидејќи може се чекам во последен момент дека и се си викам има време и кога ќе ми текне дека нема време, тогаш ме фаќа паника и си така правам на брзина. Да. Така да може би доцнегето би го променила. Ти замерува ли некој? Да, моите. Секогаш ме чекаат на врата кога треба да одиме негде. И така малце не им да свијат. А и на некои други закажани состаноци си знаела да задоцниш кога е поврзано со работа или со учење? Знам. Искрено знам да задоцнам. И пробувам да го исправам тоа, ама тераме некако. Добро, ќе се исправи. Тоа е нешто барем што може да се смени, да се исправи. И од оние други работи што би сакала да ги смениш, нема, така, ова е главното. Ова е главното, односно на снењето, добро. Тогаш тоа може да се среди лесно и брзо доколку се сака. Ти благодарам многу за ова гостување, за отвореноста, искреноста и да се видиме повторно секако за следни проекти. Јас ти посакувам успеси на секое поле. Добре дојде си тука, знаеш, и за некој нов проект, а како што кажа годинава, ќе има повеќе проекти. Благодарам. Се гледаме повторно, а вие, драги мои, уживајте и во најновиот видеозапис од Дорис Ди и Земја моја.